Ф-групацијата, освен што имала видеонадзор на објектите, имала ангажирано и надворешно обезбедување. Немало обезбедувачи на лице место, но фирмата која била ангажирана да се грижи за тоа некој неовластено да не влезе во објектите на сензорите, регистрирала движење пред почетокот на пожарот, а викенди не се третирал отпадот. Вработените редовно одмарале и во објектите немало никој. Код во минатата емисија објави дека пожарот го приметил и го пријавил припадник на обезбедувањето, но на соседната фирма и објект. И покрај тоа што имало видеонадзор, сепак не се чувале снимените материјали. Камерите пак се уништени во пожарот. А дали пожарот бил случаен или сепак не, треба да покаже истрагата, како и тоа каков и колку отпад имало во моментот кој сега е пеплосан. Каде завршувал отпадот? Код дојде и до податоците за работењето на Ф-групацијата минатата 2024 година. Примиле околу 675 тони отпад. Најголем дел од него, 623 тони, бил предаден на други лица на понатамошно постапување, односно преработка на отпадот. Речиси целиот овој отпад или околу 600 тони всушност завршил во Бугарија, додека пак во јануари годинава Ф-групацијата имала дозвола за извоз на 200 тони отпад во Хрватска.